Денеска дојдовме во спортскиот центар Борис Трајковски, поточно на лизгалиштето кое што за жал е единственото кое што функционира на територија на цела наша држава. Интересот за лизгање и генерално за спортовите на мраз е голем во нашата земја, но сепак за жал условите не се така добри. Ке позборуваме со Цветанка Макаровски, со претседателката на Федерацијата на лизгачките спортови, но и со дел од девојките кои што навистина многу го сакаат овој спорт. Какви се условите кај нас, кои се надпреварите кои што не очекуваат и што е она што ќе се случува на Скопје on Ice, кој што не очекува на крајот од овој месец. Вие сте председател на Федерацијата на лизгачки спортови, која што веќе функционира во нашата земја 12 години. Може ли да раскажеме како започна се пред 12 години, колку беше тешко, предизвикувачки и веројатно љубовта е она која што ве води низ целиот овој процес за да се поминат сите препреки во нашата земја? Да, тоа се предизвици, така да ги наречеме, кои што навистина беа сериозни и навистина беа интересни. Сега кога се навратам наназад на што се случуваше пред 12 години, ми останува една многу интересна слика. Тука баш на лизгалиштето имаше собрана група на родители. Јас тогаш бев мајка со 5-годишно дете кој што за прв пат дојде на лизгалиште. Од претходна низина љубов се запозна прв пат со лизгањето недела дена претходно на лизгалиштето на Кале, тогаш функционираше. Ќе ви раскажам како таму поминавме и од таа една желба и стана интересно, научи многу брзо, ги совлада првите чекори. И јас доаѓам на лизгалиште и тука гледам една група на родители и тренерот тогашен, Ксенија, собрани сите. И јас мислев некаков состанок нешто треба да се информирам и доаѓам до нив од задната страна, тие веќе се собрани во група и разговараат. Јас слушам тренерката, им вели: немате федерација, вие морате да имате федерација ако сакате вашите деца да лизгаат и така натаму, пошто тие веќе една година претходно постоеше лизгањето на ова лизгалиште како спорт. А во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски на некоја поширока како проект на владата тогашна, лизгање и хокеј и така натаму како зимски спортови, така и се изгради ова лизгалиште. И јас доаѓам од задната страна кон нив, вака слушам, викам, ова не е за мене и си заминувам. Че тоа ми остана како мисла, да нешто си зборуваат, за да после година и пол навистина станува моја работа, да кажеме, и ангажман. Како започнавме, секој си има индивидуална приказна, дел од родителите многу станавме блиски со тек на времето и навистина приказните, ако се стават во една книга, би биле многу интересни. Некој од желба да излезе од дома, чувствувајќи дека детето му е талентирано за некаков спорт, па во ми се гледа интересно, дел заради некои семејни трагедии кои што настануваат во животот, па некако да избегаат од тоа што им се случува, доаѓаат на лизгалиште. Нашата приказна е една сабота, зимно време, решаваме да одиме на лизгалиште, јас и малата ќерка. Таму се сочувам со човек кој што стои на лизгалиштето и всушност јас предпоставив дека како некаков тренер, обучувач или така натаму, како ние влегуваме на лизгалиште, тој ми вели: дај ми го детето. И јас викам во ред, ја пуштам да долизга, да пооди до него, пошто прв пат застанува на лизгалке. Мислев дека е некаков тренер или некаков обучувач, седно. Излегов надвор да платам, нели, за тренерот, што ќе го тренира моето дете. За да се испостави дека всушност човекот е бивш хокејар, кој што ја завршил рано кариерата со распадот на Југославија, тогаш не требал да влезе во репрезентација. Меѓутоа се распаднува тој систем и тој не влегува во репрезентација. Дали е вистина дека нема семејство свое, не знам, така ми кажа, се едно, меѓутоа неговата голема љубов према спортот го тера да секој ден на лизгалиште и сите деца потоа кои што влегува гледав на лизгалиштето, сите ги научи да лизгаат. Јас додека се вратив од плаќањето, кај што ми рекоа дека всушност не треба да платам, тоа е само човек кој што е заљубен во спортот. Јас веќе го видов моето дете како врти кругови околу Кале, околу лизгалиштето. И така започна низината интензивна желба и постојан притисок кога ќе одиме повторно кај Чичкото, бидејќи стварно беше мала, имаше некои 4-5 години. И потоа дојдовме тука и еве после 12 години па повторно сме тука. Кои
се целите на оваа федерација, бидејќи веќе 12 години функционира во нашата земја? Претпоставувам дека веќе можете со многу успеси да се пофалите и покрај нели бројните предизвици во нашата земја, со оглед на тоа што само 3 месеци имате достапен простор за тренирање, но сепак имаат успеси клубовите кои што нели влегуваат или потпаѓаат под федерацијата. Кои се целите на федерацијата и какви стенат превари на годишно ниво се организираат? Значи, тоа што можам да го кажам е дека голем број од тоа што беше зацртано од самиот старт на федерацијата е исполнето. Меѓутоа, најголемата рак рана, ако можам така да кажам, или болка што останува, или предизвик кој што јас сум решена да го завршам, се дека трае мојот мандат, тоа е затворена сала за уметничко лизгање, хокеј и сите останати зимски спортови кои што може да се практицираат во затворена сала. Тоа би било нешто што ќе функционира во текот на 12 месеци? Да, 9 сигурно, секогаш еден месец остава за репарација и така натаму, меѓутоа постои Кале одлично место, таму и се постоеше лизгалиште. Ние го имавме Кале лизгалиштето на концесија од 30 години. Во 2019 година ни беше доделено со некој измена на закон дека спортските објекти ќе се доделуваат на федерациите. Се обидов секаде, ги направив сите напори, јас и мојот тим во федерацијата да обезбедиме финансиски средства, меѓутоа тоа за нас беше преголем залак. Сепак се работи за не толку атрактивен спорт како оние фудбалот, кошарката, не велам дека тие не се спортови солидни, се, меѓутоа сакаме да ни дадат шанса и нас како спорт кој што навистина имаме спортисти, млади спортисти, нашиот спорт е многу захтевен во тој смисол, бидејќи се почнува на некој 4,5-5 годишна возраст. Кариерата на еден спортист завршува на 16-17 годишна возраст. Да. Бидејќи тоа што ќе го совладаат до пубертетот, е тоа понатаму веќе се менува конструкцијата, се менува се и не може да продолжат, освен ако до таа некоја возраст не успеле да ги постигнат сите оние техники и сето на што се бара за овој спорт. И многу е жално што на толку мала возраст се по толку голем стрес, навистина имаат желба и толку години обстојуваме само исклучиво од желбата на спортистите, да, а ние како родители, јас сега зборувам и од страна на родител, ова го правиме само заради нивната желба и само поради нивната љубов и имаат надеж. И многу ме е жал кога во изминатите години ни се откажаа многу талентирани деца кои што навистина можеа да постигнат многу големи резултати. Меѓутоа, нели, поминуваат години, нема лизгалиште, немаме услови. Нив ако ги оставиме, тие ќе бидат 24 часа на мразот. Тие толку го сакаат спортот што еве јас на пример конкретно знам и други родители сме барале, сме ги молеле дај да ве запишеме на некој друг спорт, па сепак нема услови доволно, не сакаат ниту еден друг спорт. Така да секој што ќе застане на лизгалка ќе го засака спортот, не сака друг спорт повеќе. Исидора, може ли да ни раскажеш колку време се занимаваш со уметничко лизгање и како започна твојата приказна? Како се најде ново лизгалиште? Јас започнав со уметничко лизгање на мојата 5 годишна возраст и веќе 11 години го тренирам овој спорт. И мојата приказна започна на многу чуден и интересен начин. Тогашната тренерка што беше, живееше во мојот влез и ние додека бевме со мајка ми во лифт, ја сретнавме ненајдено и таа ја праша мајка ми што тренира ова дете и мајка ми не знаејќи што да каже на 5 години што би можела да тренира некое дете. И таа рече, па ајде нека дојде на лизгалиште да проба како е да види. И јас така... Беше љубов на прв поглед? Да, беше едноставно магично кога застанав на лизгалки. Брзо ги совлада основните техники? Па, да кажем, не баш брзо, мислам, секако секоја техника си бара свое време, своја посветеност и труд. Но кога има љубов, верувам дека се е поедноставно. Може ли да ни издвоиш кои се твоите досегашни позначени успеси? Па јас сум била на многу бројни надпревари до сега, во Бугарија, во Србија,
Веќе мислам дека имам над 20 надпревари меѓународни, но еден од позначајните успеси е лани тука во Скопје, каде што на државното бев втора. Која ти е омилена пируета? Омилена пируета ми е ластовичка со фаќање на ногата. Моника, твојата мајка делумно ни ја раскажа приказната за твоите почетоци, меѓутоа мене ме интересира како се случи љубовта токму за овој спорт и колку време веќе го тренираш активно? Јас овој спорт го тренирам од 5 годишна возраст и започна на кале лизгалиштето. Мајка ми првпат ме однесе на рекреативно лизгање и тоа беше многу голема драма, затоа што јас не сакав да одам, ама беше натерана со сила. И првиот момент кога стапнав на лизгалки само се заљубив, одма, не знам, така ми дојде. И после тоа молев мама цело време да ме носи и она, не знам, некако од реклами некој видела дека тука има тренинзи и така започнав. Сега веќе колку години си активна во ова? Сега имам 16 години, од 5 години, значи 11 години тренирам. И за овие 11 години, што се или кои се твоите позначајни успеси кои што ги имаш постигнато? 2 пати бев државен првак тука во Скопје и исто така бев на Јуниор Гран При во Линц. Тоа ми беше најголем успех. Што очекуваш од предстојниот натпревар Скопје Најс? Не знам, ќе видиме. Која ти е омилена пируета? Билман. Михела, колку време веќе тренираш уметничко лизгање и како се запозна со овој спорт кај нас? Јас лизгам 3 години веќе. Започнав кога ја видов братичка ми колку убаво лизга и кога го видов мразот, мене многу ми се допадна и кога стапнав на него, многу убаво почнав и се заљубив во мразот. И не ти представува проблем секој утро да стануваш многу рано за да дојдеш тука на лизгалиште? Не. Убаво ти е? Да. Кои ти се позначајните или поголемите успеси? Каде досега си се надпреварувала? Сум се надпреварувала во Србија, во градот Белград и Нови Сад. И сум се надпреварувала тука во Скопје и во Бугарија. И кои ти се позначајни успеси? Што имаш освоено? Сум освоила тука во Скопје, на Скопје Најс. На преварот сум освоила второ место и трето. Ки ни кажеш која ти е омилена пируета? Мојата омилена пируета е ластовичка со фаќање нога. Беше тешко да ја совладаш? Требаше многу време или не? Да, требаше. Сите оние кои што го сакаат лизгањето имаат за жал во Македонија едва 3 месеци сезона, кога е нели отворено лизгалиштето. Како се подготвувате генерално сите за надпреварите во остатокот од годината? И може да ги споделиме позначајните успеси, бидејќи сепак, иако и покрај сите овие, за жал, недобри услови во Македонија, федерацијата и сите клубови кои што влегуваат во федерацијата може да се пофалат со значени резултати. Да, ви должам објаснување на првиот дел од прашањето. Ние станавме полноправна членка после 2 години од формирањето во Македонија. Станавме полноправна членка на Интернационалната лизгачка федерација со право на глас. Учествуваме на сите меѓународни европски надпревари со европски критериум. Освен минатата година, секоја претходна година сме учествувале на Јуниор Гран При серии, што е едно одлично искуство, еден одличен начин да се представи нашата земја. Имаме остварено многу бројни контакти со тренери, со стручни лица, со судии од Европа, па да речам и од Америка, што нас не става на мапата на земји кои што претендираат да се занимаваат со сериозен спорт. Пак ќе нагласам дека тоа што не кочи не е ниту талентот, нити желбата, нити финансиите. Тоа што не кочи во успехот е условите. Значи, ние кога би имале, и секогаш јас тоа го говорам, од една страна се вели, ама вие немате резултати, за да ние како, не знам, да вложиме како институции, држава, така натаму, не сакам никого да именувам сега во овој момент.
меѓутоа како да имаме резултати кога немаме услови. И сега тука ние малку кружиме, вртиме во круг. И ја што тоа го барам постојано во овие 8 години доколку што сум јас председател на федерацијата, е да ни дадат шанса. Тоа лизгалиште кога ќе остане за градот, за државата, тоа лизгалиште не е само за нас, тоа лизгалиште е за граѓаните на нашата држава кои што ќе се рекреираат, тоа ќе остане еден центар кој што може понатаму да се развие и на факултетот за физичка култура да се отвори катедра, тука може да се едуцираат и да се, значи има премногу голем потенцијал. Се работи за 5 олимписки спорта, не е само за еден. Значи под нашата федерација влегуваат уметничкото лизгање, брзото лизгање, лизгањето на кратки стази. Па го имаме карлингот, па го има хокејот. Хокејот мора да заживее, хокејот е нас за сите спортови има интерес. И ние како јужни земји, така да се изразам, ни недостасуваат услови за зимските спортови. Не ни недостасуваат таленти, ние сме талентирани како нација, да, за секој спорт. Се надевам, искрено се надевам дека овој апел ќе стигне до институциите кои што навистина не заради нас, не заради овие деца кои што тренираат, просто заради нешто што градот го заслужува, што државата го заслужува, а ние ќе ги направиме сите напори тука да донесеме и европско првенство. Бидејќи ние сме полноправна членка и ни следи само ако имаме услови, тоа е голем потенцијал и голем значајен момент за нашата земја. Што можеме да издвоиме како позначаен успех од надпреварите надвор од Македонија? Видете, не можеме да се пофалиме со успех во однос на медали. Има неколку медали кои што се освоени на меѓуклупски надпревари. Меѓутоа не во рамките на европски јуниор гран при надпреварувања. Пак ја кажам, ќе дадам само еден пример, без да ги спомнам земјите, бидејќи навистина со нив многу добро соработуваме и не сакам ова да излезе како дека нешто имам против нив. Меѓутоа, ако земеме во обзир дека во регионот имаме соседи кои што имаат солидни услови за мраз и тренираат 9 месеци во годината, кога ќе отидеме на тие јуниор гран при надпревари или европски надпревари, ние сме тука меѓу нив. И ако ти има 30 години спорт, значи не е таа некоја голема разлика, доли имавме една ситуација, минатата година имавме тренер судија всушност, кој што е од Босна, меѓутоа работи како тренер во Атина и суди на меѓународните тие јуниор гран при надпревари. И го повикавме да ни биде судија на меѓународниот надпревар и националното првенство, кој што ќе го спомнеме наврза. И тој рече да, во една прилика кога бев судија, видов Македонија и се зачудив, застанав да видам, не судел на таа категорија, застанав да видам што ќе направи, да. И вика бев изненаден, сосема солидно изгледаше тоа. Што нас ни дава мотив дека со ова што го имаме сега, ако сме сосема солидни, ние би имале идеални услови. Навистина би биле, да. Би сакала да споделиме со гледачите како изгледа еден ден на како се нарекуваат, лизгачки? Така? Затоа што жртвата која што тие прават е само показател колку е голема љубовта за овој спорт. Тренинзите кога им се одвиваат? Така. Значи имаат отприлика околу 11 тренинзи неделно. Да. Со оглед на тоа што е кратка сезоната, мора да тренираат многу поинтензивно. Пак ќе кажам, тоа е многу лошо за оние кои што се занимаваат со спорт, знаат дека и при многу тренирање е лошо. И ги правиме сите напори да има доволно простор за одмор, за да не настане некоја повреда. И за сега да чукнам во дрво се било некоја полесна повреда спортска. Стануваат во 5:30 наутро. Во 5:30 наутро. Да. Во 6:15 се тука на мраз, тренираат до 7:30, одат во училиште. Попладне од 4:30 имаат повторно тренинзи. И така се до недела. Има ли интерес од машките кај нас? Ние се уште сме Балкан. Имавме во изминатите години едно дете од Италија, кој што е родом од Македонија. Се откажа од некои своји причини, тамо сакаше да учи школа, во Италија живее, меѓутоа се надпреваруваше за Македонија и беше сосема
добар. Имавме уште едно момче кој што беше тука од Македонија, сега се занимава со наука, е многу успешен физичар, оди на надпревари. Се уште велам сме Балкан и малку е табу тема уметничкото лизгање за мажи, иако статистички гледано во светски рамки уметничкото лизгање повеќе се занимаваат мажи него жени. Да, иако изгледа обратно. Многу сум горда на напорите што ги правиме како федерација, да истраеме во обидите да организираме меѓународен надпревар, кој што ни е одобрен од суди, кој што видите не е тоа само некој организираме надпревар. Тука има услови кои што мора да се исполнат во однос на мразот, во однос на конфигурацијата и така натаму, големината на лизгалиштето и ред други работи. Видите, стресно име кога одат на надпревари надвор, тука дома се чувствуваат малку посупериорни дека се дома. Имаат поддршка од своите родители, можат нивните другарчиња, пријатели, симпатии, веќе се големи, да ги гледаат и тоа им дава малку ветер во грб, да. Благодарам многу за убавиот разговор. Ви благодарам и на вас.